Добар ден, ученици! Добар ден! Денес, на овој премногу ладен ден, со премногу ниска температура, во нашата топла училница, ќе вежбаме и повторуваме за видовите зборови глаголи. Ние со нив се запознавме во трето оделение, но годинава ќе играме се уште со нив. Но најпрво да се подсетиме на правилото или дефиницијата. Што беа тоа глаголи? Ајде да видиме, Филипче. Глаголи се зборови што покажуваат некоја работа, дејство или состојба. Одлично. Дејството на глаголот во реченицата се поврзува со кого? Марко? Дејството на глаголот во реченицата се поврзува со вршителот на дејството. Одлично. Ајде тоа да го видиме во пример низ реченица. Мајмунот скока на гранката. Во оваа реченица, кој збор е глагол? Скока. Така, ајде да го поврзиме со вршителот на дејството или кој е вршителот на дејството? Мајмунот. Одлично. Ајде да видиме Михаелче. Надвор врне снег. Во оваа реченица, кој збор е глагол? Глаголот е врне. Одлично. Тоа е глагол во кое време? Сега. Точно. Значи сега се случува дејството. Одлично, ученици. Ајде да видиме дејството. Може да го врши или се врши во колку лица? Јаничка? Дејството може да се врши во три лица, еднина и множина. Одлично. Ајде сега да ги видиме трите лица во еднина. Тамарче? Прво лице јас, второ лице Одлично. трето лице тој и тато. Така, за сите родови, одлично. Ајде да ги видиме во множина трите лица. Леонид? Прво лице ние, второ лице вие, трето лице тие. Одлично. Добро, другарчиња. Емче, кога вежбавме за глаголи, видовме дека глаголите имаат, барем за годинава толку изучивме, три времиња. Кои се душо тие? Тие се идно време, сегашно време и минато време. Одлично. Ајде сега нашето знаење да го провериме низ игра, од оваа наша волшебна текличка, да си извлечиме по еден глагол и да видиме во кое време. Повелете. Ајде, секој нека се извлече по еден глагол. Леонид, твојот глагол е? Кој глагол го извлече ти? Јас го извлеков глаголот ке скока. Така, во кое време е тој глагол? Одлично. Марко? Јас го излеков глаголот гледам. Глаголот гледам е во сегашно време. Одлично. Михаилче? Јас го извлеков глаголот ке помам. Тоа е во идно. Така, кога имаме частичката ке и глаголот веќе станува збор за идно време. Тамарче? Јас го извлеков глаголот пречепитува во сегашно. Одлично. Јаничка? Јас го извлеков глаголот ке патувам. Тој глагол е во идно време. Одлично. Филипче? Кој глагол го извлече ти? Купувам и тоа е глагол во? Одлично. Филипче? Јас го извлечив глаголот ке чистам. Така? Глаголот ке чистаме во идно време. Во идно време. Може да продолжиме со игра, можеме од првата буква на извлечениот глагол да смислиме друг глагол или пак да го менуваме во времиња. Продолжуваме со игра.